Господине детектив, вие сте ми го украли мобилниот. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Другар или другар? Дава го, а ние го имаме. Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место своје сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири шоу. Вака. Сега, знаете што е ово? Ова е еден револуционерен селотейп. И сега треба да го залепиме вака. Добро е, Чичо. Чекај да видам. Добро е. Како да не било добро? Зашто? Размачкано ко Еврокрем. Да прашам само, дали е дресирано кучето? Не живеам како вас луѓето, движејќи се низ времето. Јас живеам единствено кога сум отворена. Добар ден, ова е детективска академија. Наставничката Ема ме прати да пријавам дека ми ја украдоа топката. Имаме улица, бе. Да. Дон, трагай, Дон, трагай. Ова е твојата топка? Да. Како не ти е срам да крадеш топки, бе, девојче? Молам. Вида, оставите ме. Ама, Вида, што е проблемот? Ки ти полесни ако не кажеш. Се скаравме. Со кој? Со дечко ми, со кој друг? Добро да, ќе се смирите, што? Ана, дојди брзо, Вида плаче. Добро, ајде. Еве, јас ти велам 100% ќе се смирите. Па, а зошто се скаравте? За 400 грамско чоколадо. Цело го изеде? Анастасија. Знам, ти го изеде? Не! Па, кажи му дека не си го изела. А многу беше убаво. Со лешници беше. Ако па и да си го изела, што? Ај, па и тој па. Ама ја не го изедов. Па, кој го изеде? Не знам, таму на масата го оставив, таму кај детективите. Ајде да почнеме да ја местиме сцената. Ќе поминува, не се секирај, ајде. Добре. Ајде. Здраво. Девојче, што ти е? Што си мокра? Па, заврна надвор. Заврна? Ама Искра, ти го да си пливала во базен. Да бе, ама добра сум јас. Знаеш, го фатив Бојан. Што е ова ден на симпатиите? Девојче, што зборуваш? Одмаш да раскажеш. Ама ја и овој Лука раскинавме. Зошто? Раскина за 400 грамско чоколадо. Ништо не ве разбирам. Ние, ама ти да раскажуваш. Значи вака, јас стоев под стрејата на автобуската и така на дожд и од другата страна на улицата го гледам Бојан.
Може би ти се причинило, може би не бил тој. Откај знаеш? Јас така си помислев прво, ама затоа се штипна вака за образот. Тој почна да поминува улица, ама брзо, како да го бркаше некој. А да не бегаше од тебе. Анастасија бе. Сигурно фаќал автобус. Точно. И како поминуваше улица, за малку ќе го удреше велосипед. Ама добар е. Така, јас тргнав кон него со филмска насмевка. Вртинска насмевка без забе. Секако бе, да. И нормална. И така тој одеше кон мене, а јас одев кон него и знаеш ти, Јоана, дека јас сум малку слаба на левата нога и затоа јас вака се лизнав и го фатив за лакт. И баш како ти вака што ме држиш, така и он со другата рака ме фати. И? Па уште да те оставеше да паднеш, па нормално дека ќе те фати. Епша. Настасија. И Искра. Тој потоа вака исто како тебе ме фати за рака И? и потоа среќно се качи во автобус. Па добро се случува. Веда, зошто плачеш? Па не плаче. Плачев, ама ми помина. Ти помина? Ми помина. Добро, ако не сакаш да ми кажеш зошто плачеше, не мораш. Значи, ја викнав кога беше најгуст. Аха. Не се грижи, Ана, не е 100% сериозно, само 64, него дечко и раскинал заради некоја чоколада. Ама не плачев поради тоа. Па зошто плачеше? За чоколадата плачеше. Добро, вие почекајте уште 13 прашалници да ме удрат по главава, па потоа кажете ми ја вистината. Добро, слушај, Ана. Веда тука оставила чоколадо и сега го нема. 400 грамска чоколада. 400 грамско чоколадо. Со лешници. 400 грамско чоколадо со лешници. А Веда е голем љубител на чоколада. 400 грамска. На 400 грамски чоколада. Со лешници. На 400 грамски чоколада со лешници. Ама ја не плачев поради тоа, по кој пат да ви кажам? Зошто плачеше? Па бидејќи јас сакав да го јадам. Јас. Дечки, абе вие подобри детективи од мене сте биле, бе. Ви благодарам многу за чоколадото. Денеска ми е роден ден. Па не знаев дека вие сте откриле дека денеска ми е роден ден. Браво, браво, секоја чест е, затоа јас донесов торта, за да ве почестам и вас и наставничката, да си каснеме малку. Вие го изедовте чоколадата? Да, ама... Каде е наставничката? Само што не дошла. Па тогаш да ставиме тортата во фрижидер. Кај е фрижидерот? Немаме фрижидер. Немате фрижидер? Добро. Па, дојди, ајде. Јас? Не, ти, дојди, ти. Јас? Ама не ти, плавата, дојди. Јас? Ти. Или не е битно кој сака. Добро. Вака, земи сега. Добро. Детективи. Ова не чини. Држите. Пати го. Окей. Ева за тебе. Држи. Со Мики Маус, може? Да. Добро. Ева за тебе, девојче. Добро, ќе Држи си ја така, да. Може ми само да Можеш? Ти благодарам. сте ми жив и здрав детектив. Фала и ти, девојче. Повелете. Фала. Супер.
Епа сега... А за вас, капа? Да, само малце, извини. Ако сакаш вака... Сакам. Роден ден ми е. Мора да седнам. Али. Ај, фати, ако сакаш вака. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear detectivu. Happy birthday to you. Што убаво било. Детективу, ако не ги издувате свиките, може и да го активирате против пожарниот аларм. Обожавам звуци на аларм. Леле, овој ќе не намокри до гола кожа. Може сега да пуштам? Може. Среќен роден ден. Среќен роден ден, Николче! Здраво е, мама. Леле, па и роден денот ми го памтиш. Уште од останно. Како да не го заборави, нема друга работа, ќе ти го памти роден денот. Јас му кажав на девојчето. Евте. Шо? Зошто ми е антифриз кога немам кола? Па ќе добиеш автомобил, ќе си најдеш, затоа што веќе 3 месеци ти викам да најдеш автомобил, односно да најдеш комбе, затоа што не треба за мисии, и кога ќе најдеш, ти треба антифризот да не ти замрзне. И од мене. Ема и ти ми купи подарок? Леле, и подарок имам. Леле, Чичо. Чичин, златен, ај. Лупи ми купи. О, браво. Ема, од кај знаеше дека цел живот сакам лупи да имам? Леле, јас имав лупа, ама тато ми одзема уште во градинка кога бев и така и сега нема. Ти ми купи. Зошто ти одзема? Зашто пржеше мравки? Ради мравки ти одзема. Мислам дека повеќе беше заради килимот, ама Аха. тоа подгоре. Видете сега, вие девојче нека си касне торта, ја каснеде, а ти со мене доаѓај, треба да решаваме проблем. Имаме работа, знаеш. Девојче, ти стани. Ова ли ема? Вистина ли имате некој интересен детективски случај? Ема, нашите случаи секогаш се многу интересни, ама и многу се опасни. Многу интересно. Да. Ама сега јас ќе морам да додам со Чичо да направиме еден оперативен план и јавете тортата. Николче, ајде, Николче! Доаѓам, Чичо. Чао! Чао! Што сте сладки заедно. Ајде, бе, Николче, шо направи, бе. Кажуваме, Чичо. Слушај се, за жал, како за роден ден ти се погоди трета смена на работи. Имаме една специјална задача. Каква задача, Чичо, каква работа? Варосување во тегет. Чичо, ако за детективска канцеларија сега да баросуваме во цеге... Абе, види да ти објаснам сега, треба да разбереш, тоа е шифра. Сваќаш, имаме задача. Варосување во тегет, шифра. Таа се вика бусија треба да прави. Буси. Е сега бусија, ако не знаеш што значи ќе ти кажам дека бусија Знам, значи бусија хаизам и значи во превод засел. Браво. Знаеш да изненадиш, добре, добре. Е, сега за таа бусија мораме да се подготвиме многу добро. Што значи, земи пишувај. Во телефонот, може? За успешна мисија ни треба да имаме двоглед. Прва работа. Тој остана кај татко ти, тоест кај брат ми. Значи треба од таму да го земеме. Мора да имаме фотоапарат, да фотографираме за доказ. И тој остана кај татко ти, тоест кај брат ми.
Потоа, треба да имаме, пишуваш? Не, Чичо, ми пишуваат за роден ден, па им одговарам на другарите. Ама дај сега, немој да ми одговараш на другарите, сега нели треба да се подготвуваме. Ајде, иди таму во шкафот, зимај ги работите и носи ги тука на маса. Ајде. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одржуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одржуваат секој чвор. Имаш проблем или дилема, детективот на грб ги зема. Си изгубил нешто ил ти фали, викни ги, нифти не се жали. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одржуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одржуваат секој чвор. Ти украл некој капа ил шал, за нив нема случај мал. Ти фалат пари ил играчка драга, имаат куќе што знае да трага. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Детективи, го одржуваат својот збор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Детективски занат, умот им е главен алат. Ви пренесувам детективски занат, умот им е главен алат. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одржуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одржуваат секој чвор. Искра! До каде сме со проектот? Со кој проект? Како бе со кој? Па со списанието. Искра, гледај ме во очите кога ти зборувам. Еве сега закажува фотосесија. А ти зошто ја држиш така раката? Како? Па вака. Па ти го држам кучето бе, Искра? Кученцето што требаше да ти го купат за роден ден. Кученцето што ке ми го купат за роден ден. Да, пардон. Може да го погалам? Не знам, пробај. Ана, немој да се плашиш. Значи, твоја е сцената. Ти си шмизла. Целото училиште, сите момчиња, сите се заљубени во тебе. Носи се со тоа. Ајде. Да пробам? Ма да пробаш, туку ќе го направиш. Да почнем од почеток. Да, може. И Добра е сега? Знаеш дека фалдата е рѓа, така? Да. Да, ама Ана прашува дали е добра за колку да вежба. секако треба да вежба и да молам не ги заборавајте маливчињата за следен пат. Здраво, девојки! Здраво. Нина,
Зошто си како веното дрво? Доживува кибернасилство. Како мислите? Епа, земале незини слики, ја направиле како магаре. Досна! Мене најмногу ми се допадна таа кога ја направиле како ној. Мислам, најсмешна ми беше. Сакам да кажам... Не мора да сакаш да кажеш. Тука ли се детективите? Да, тука се слободно оди. И јас ќе дадам. Под ова небо сите сме еднакви, но не сме сите исти. Деца има секакви, но во срцата треба да сме чисти. Некој носи наочари, а некој протеза. Не е стварно убаво со тоа да се зеза. Не е храбро да си насилен, ни да гледаш од страна пасивен. Баш е лошо да се подсмеваш на некој што не е ко ти. Не е храбро да си насилен, ни да гледаш од страна пасивен. Баш е лошо да се подсмеваш, убаво размисли. Во болката нема среќа, знај. Изброј поубаво до 10. Место сила рака подавај. И така ќе бидеш интересен. Некој нема скапи патики, а некој не знае да пее. И не е стварно убаво со тоа да се смее. Не е храбро да си насилен, ни да гледаш од страна пасивен. Баш е лошо да се подсмеваш на некој што не е ко ти. Не е храбро да си насилен, ни да гледаш од страна пасивен. Баш е лошо да се подсмеваш, убаво размисли. Баш е лошо да се подсмеваш, убаво размисли. Добар ден, детективи. Добар ден, Теца. Само немој да плачеш пак, малку. Доста ти. Повели, Нина. Изложена сум на сајбер напад. Душо за тоа, ти нема спас. Епа како? Ама господине, Кажи бе, Душо. па вие сте детективи? Па- Вие треба да средите работата. Добро, мислам... Епа кажете ми што да правам. Мене цело училиште ми се смее. Чек, вака се ќе направим. Дај ми го лаптопот. Ти дај ми да видам што е проблемот. Тоа паспортот твој да видам тие сликите, тоа што викаш. Треба да пријавиме полиција. Ти вчукај го ја лозинката и дај ми го телефонот да видам сликите. Чекай. Аха. Мислам, магаре, ама не се гледа дека си ти. Ама ќе се јавиме пак, добро? Значи, Чичо, Име? ти се разбираш во
кибербезбедност? Јас се разбирам во превентива, а за акција ни треба посилен сметач. Како Чичо? Зошто да биде посилен сметачот, нели? Сметачот треба да биде послаб за да не ни смета многу. Сметачот смета и пресметува, а некој смотан и досаден пречи. Ете така. Чичко детектив, што да правиме сега? Види сега, кога ќе ја правиш Нина, ти Нина беше така, кога ќе ја правиш новата лозинка, мора да Мислите на пасворд? Добро, пасворд на македонски е лозинка, да. Кога ќе ја правиш таа, треба да биде комплицирана. Ме разбираш? Чекајте малце. Ако е комплицирана, нема да може да ја запамти. Девојче ќе си ја запише. Ќе запише. Аха, чекајте малце. Ако ја најдат, Ако ја најдат, нема да ја најдат, ќе си ја сокрие. Ќе ја сокрие, така е, ќе ја сокрие. А Чичо, Сокриеш? Да. Добро. Сега, значи, за да биде комплицирана, силна што викаат лозинката, мора да биде составена од букви големи и мали, од бројки и од други знаци. Така? Еве, например, ти се викаш Нина, така? Да. Нина. И се ќе напишеме голема буква Н, ама ќе го ставиме наопаку, така? Нина наопаку како е? Ани. Ани. Сега, наместо А ќе ставиш ова мајмунчето, така? А, па Н, така? И така, еве, ќе ја направиш силна лозинката и тоа е тоа. и знаеш што е многу важно, девојче? Да си ја менуваш лозинката најмалку еднаш месечно. Така, Чичо? И јас би рекол и 2 пати да ја менуваш. Така? Значи, тоа е сега вака. Не се грижи. Направивме се. Направивме силна лозинка, така? Комплицирана, така? Сега ти слободно можеш да си одиш кај наставничката таму за глума, за 2-3 дена ќе ги исчистат сликите од интернет и немаш гај. Може? Да. Ајде. Пријатно. Вико чај да ние да се спремаме као. Дали сте знаеле дека поларните мечки имаат црна кожа, а влакната им се продирни? Снежната светлина ги прави да изгледаат бели. Дали сте знаеле дека највисокото куче во светот се вика Зевс? Колку е високо? Повеќе од 2 метри. Замислете, екулите може да го користат магнетото поле на земјата како компас за да се вратат дома. Затоа тие не може да се изгубат. Најстарата желка во светот се вика Јонатан. Таа има 180 години. Дали сте знаеле дека колибрите се единствените птици кои што можат да летаат наназад како мало хеликоптерче? Дали сте знаеле дека трепкаме околу 15 до 20 пати во една минута? И затоа очите ни остануваат важни. Вие гледате Тири шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири шоу. Тинтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место своје сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде.
Тинтири, минтири,